На наше огромно задоволство и задоволство на хористките од хорот Менада, во сабота на 18 ќе одбележиме мощен значаен јубилеј за сите нас, а тоа е 40 години од основањето на хорот Менада. Хор кој што сите овие 4 децении одбележи едно свое постоење, како во земјата, така и во 21 земја во странство сме биле, во некои земји повеќе пати сме учествувале, на фестивали, концерти, надпревари, така да и од сите овие гостувања имаме остварено голем, мощно позитивен скор, освоени се многу први награди, втори награди, трети награди, на фестивали кои што навистина значат нешто во светот, така да во Гран При освоивме и повеќе награди на фестивалот во Бад Ишел. Тоа е фестивал во кој што жирито се од Моцартеумот од Салцбург. Потоа во Белгија бевме пред 2 години на фестивал кој што учествуваа 100 хорови од целиот свет, освоивме сребрена медаља, второ место, така да и се редат многу настапи, значи цела Европа имаме прокрстарено, отпеани се повеќе од 500 композиции, преку 1200-1300 концерти сме одржале и сакаме овој значаен јубилеј за нас да го одбележиме со еден свечен јубилеен концерт, како што реков ќе се одржи на 18 во сабота во музеот на Тетовскиот крај, поточно во поранешната Арама, во концертната сала. Потоа ќе има и една изложба на плакати, фотографии и дипломи, така да сето тоа е во дух на одбележување на овој значаен јубилеј. На репертоарот на хорот ќе бидат наши гости на хорот кои што настапувале со хорот и порано, а исто така ќе имаме можност и да настапиме со репертоар на кој што ќе има разновидна програма од духовни композиции, композиции инспирирани од фолклорот, потоа ќе има композиции од светската популарна музика, ќе настапи хорот, групата Шербет, Владко Груевски, Андреј Наунов, и така ќе се редат и други, оставаме на изненадување, обраќање на нашите пријатели од странство ќе има и поранешни хористи. Деновиве ние како го објавивме концертот, многу наши поклоници и поддржувачи на хорот, поранешни членови се обраќаат во писмена форма или на Facebook, преку социјалните мрежи или директно. И една девојка која што сега е во Дубај напиша, вика, Менада не беше само вика хор, Менада беше дружење, патување, се едуциравме, се формиравме како личности и Менада беше се училиште. Значи, сеофатно се формираат тие како личности и на моје големо задоволство скоро сите девојки кои што пееле во Менада се реализирале во животот, успеале и на приватен план, а и како се едуцирале, успешно изградиле своји кариери, но Менада им значи. Значи, Менада има некој, можеби скромен придонес, но вела многу значаен во формирање на нивните личности. Мене ме радува што од тие девојки кои што преку 1000 до сега поминале низ хоровите што ги водам јас, и нивните ќерки сега пеат во хорот. Тоа значи на некој начин потврдува дека е навистина семеен и фамилиарен хор, тоа е задоволство и девојките често викаат ние сме и семејство, ние заедно размислуваме, се дружат и од социолошки аспект гледано, добро е тоа што сите овие години девојките си создаваат пријатели постари од себе, своји врсници и помлади, така да опсегот на пријатели кои што во животот ќе ги следат, ќе живеат и им е многу голем. Така да на некој начин, значи, убав збор е тоа, Менада е се училиште.